Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, очигледно заменичката министерка најде начин како да промовира дел од започнатите проекти на Социјалдемократскиот сојуз, но за жал во образложението не спомена дека овој патен правец кој што се реконструира веќе долг период и каде што на самиот почеток се најдени недостатоци и веќе има обележани делови од патот кои што треба пак да бидат реконструирани, а самиот патен правец се уште не е завршен и за жал уште не завршен ќе имаме реконструкција на дел од ново асфалтираниот пат. И јас би ја поканила заменичката министерка да го помине овој патен правец, да види до каде се градежните активности и во колку лоша ситуација е оставен патниот правец. Машините се повлечени и е оставен започнат, ама недовршен. Секој ден патувам низ овој патен правец и навистина верувајте дека секој што поминал, верувам дека нема желба да се врати повторно по истиот пат. Доколку нешто се започне, треба истото да биде временски испланирано и нели во најдобар и најкраток можен рок да биде реализирано. Вака започнати, а недовршени работите само создаваат уште потежнати услови за патување, но понебезбедни и поризични услови и на без тоа лошиот патен правец, затоа што токму каде што се сега, каде што е стопирана постапката за реконструкција на патот, тоа е Псача Крива Паланка. Верувајте дека и без да започне реконструкцијата, тука има многу остри кривини и овој патен правец отсекогаш бил ризичен и небезбеден за минувачите. Но да се навратам за амандманот, како што кажав, амандманот се однесува за поврзување на Крива Паланка со Македонска Каменица и ова е од големо значење за жителите на двете општини, затоа што на овој начин се олеснува патувањето и се скратува патувањето помеѓу овие две општини и на тој начин се поврзуваат општините Македонска Каменица и Крива Паланка. Односно, доколку се изгради овој регионален пат, должината од околу 125 километри помеѓу овие две места ќе се намали за околу 50 километри. Што значи дека се олеснува патувањето помеѓу двете општини и на тој начин ќе се допринесе не само за Крива Паланка, туку ќе се допринесе и за Македонска Каменица. И овие две општини важат за рударски места, каде што жителите, голем број од жителите обстануваат токму од рудниците. Жалам што ова влада не најде разбирање и не одвои средства, но затоа пак граѓаните знаат дека во буџетот за овој мегаломански, најмегаломански буџет, владата предвиде огромни средства за стоки и услуги, односно предвиде средства за високи репрезентации и скапи дневници на функционерите од владата. Благодарам, нема што да додадам, само сум разочарана од односот на владата кон жителите на Крива Паланка. Благодарам.